Какви избори ќе имаме на 15 јули од здравствен аспект се чини никој не знае. Здравствените власти молчат, а надлежните кои треба да ги организираат и спроведуваат изборите не ја кријат загриженоста. Велат дека наместо здравствени протоколи, од владата засега добиле само препораки. Властите најавиле дека ќе им го испратат протоколот со предупредување дека тој е со одредена класификација, односно представува таен документ. На првиот состанок ни беше кажано дека ќе ни го достават тој протокол, меѓутоа дека тој протокол е документ со класификација, односно еден вид таен документ на кој што треба да внимаваме. Од причини што не го добивме тој така наречен протокол, упативме минатата недела писмо до владата во кое што ги замоливме да ни го достават тој протокол. Како што кажавте и вие, значи добивме препораки. Според препораките од Комисијата за заразни болести нема да се носат заштитни ракавици поради спреот кој се користи за контрола на гласањето. Нема да се мери температура на влезот на избирачкото место. Гласачите ќе треба да ја извадат маската за да може надлежните да ги идентификуваат. Но сепак изборите ќе се одвиваат со маски и дезинфекциони средства. Останува дилема дали навреме ќе може да се обезбедат доволно големи простории за гласање за да се запази растојанието од 2 метри и како ќе се заштитат гласачите и членовите на избирачките одбори од можна зараза. Според председателот на Државната изборна комисија, процесот со гласањето на хронично болните и ковид диагностицираните ќе се пролонгира, а ниту за тоа се уште нема конкретен протокол. Посетата на пациентите со коронавирусот ќе биде опасност за избирачкиот одбор, а гласачките ливчиња ќе завршат во истата кутија со останатите. Препораките се засноваат на дезинфицирање на хартиените коверти, што е речиси неизводливо. Алфа испрати прашања до владата и Комисијата за заразни болести кога ќе биде подготвен здравствениот протокол за предстојните избори и кога истиот ќе биде објавен и достапен за јавноста. Се уште не добивме одговор. Најмалку 35.000 ангажирани лица од Државната изборна комисија на 15 јули ќе треба да пречекаат над 1 милион граѓани кои ќе им пристапат на гласачките места. Дали ќе носат скафандери и како ќе се одржува дистанца, не се знае. Целиот процес ќе се одвива во тешки и досега неискусени околности. Останува дилемата дали за 28 дена од сега може да се организираат сите овие работи за да се заштити здравјето на граѓаните.